Добриот глас надалеку се слуша, така и за добрите фестивали. Ако Србија и Нови Сад го имаат Екзит, Македонија и Дојран го имаат автентичниот и најдобар летен фестивал The Festival. 7 години поред The Festival е домакин на македонски, регионални, локални, светски изведувачи, кои оставаат посебен печат на сцените на фестивалот. Оваа година на фестивалот беа поставени 4 сцени: главна, Москито, Лейк и Чърч Стейдж, па фестивалџиите имаа можност да бираат. Москито сцената беше сместена во камперскиот простор, па присутните имаа можност да слушнат изведувачи кои не се ставаат во категоријата комерцијални. I mean, we've been to Macedonia before and we always had a good time, so we're expecting a nice gig. I hope the people will enjoy it and I hope they're going to dance their asses off, and I hope that this will bring us more shows in, Macedonia or, places like this. Koala Voice е бенд составен од млади изведувачи, кои македонската публика ги запозна на таксират во 2016 година, а сега повторно и се враќаат на алтернативната македонска публика. Импресиите од The Festival. Actually, we just arrived. The first impression is good. It's a lot of people and everything is very colorful. And yeah. The sun is fine. The sun has finally, showed again. So we're quite excited that the rain is gone. Ако првата вечер од The Festival главниот акцент беше на Пол Ван Дајк, втората вечер публиката беше во исчекување на британскиот бенд Финк. Во сивито на вокалот од бендот Фин Гринал стои соработник во процесот на пишување песни и продуцирање на тогашната тинејџерка Еми Вајнхаус, како и на познатата соул звезда Џон Леџенд. Финк оправдано задоцнија пред камерата на 1TV. Англија играше против Шведска на светското фудбалско првенство. По завршување на надпреварот, Фин ни беше достапен за интервју. I'm good. I'm sound-checked, ready for tonight's show in Macedonia. Very excited about that. We just won the football at the World Cup quarterfinals, so I'm super happy about that. And yeah, the sun is shining, so it's all good. Football is coming home. Perhaps. We're one step closer to bringing it home. По фудбалот, The Festival беше наша тема. Кои беа очекувањата на Фин пред нивниот настап? Well, if the weather stays dry, it'll be fantastic. There's some really great bands on the bill. I hope it's our first time in Macedonia, so we have no idea whether we're a thing in Macedonia, and tonight we find out, I guess. I think it's going to be a nice, relaxed, chilled out set, It sounds great up there on stage, so... Москито сцената предизвики за босанскиот рапер Френки, чии почетоци се поврзани со Едо Мајка. Da, ovo je prvi put da smo, pozdrav šta ima, u Dojerjanu i jako nam se sviđa lokacija, je super, ekipa je super, stage-ovi super, jedva čekamo da počnemo s nastupom. Во меѓувреме на главната сцена, македонскиот метал состав Смат во нивни стил со Срце на бина, а потоа на сцената Архангел. За на крај на втората вечер од The Festival со свој DJ сет и лондонското трио Disciples на светската сцена, познати по хитот How Deep Is Your Love. На The Festival нема одмор од добра забава. Организаторите Password продукција одлучија дека треба да ги изненадат сите фестивалџи со ненајавена акустична свирка на Manu Chao на Church Stage. Бидејќи не беше дозволено снимање со камера, сепак се снајдовме за видеопримерок.
Втората фестивалска вечер на The Festival резервирана за Pussy Riot од Русија, My Baby од Холандија, Севдализа од Иран и за на крај на вечерта Дуке Бојаджиев, Made in Macedоnia. Преубаво. Многу ми се свига, многу прогресивен фестивал, убави пораки низ кампот денеска, имав интеракција со млада екипа, имавме со Скопје Лаб имавме као трибина, една зборевме за уметност, за живот, за се. Многу ми беше убаво. Мислам многу убава атмосфера, убави млади луѓе. Вечерва беше наменски за една млада публика, за клубска атмосфера. Јас таа музика со години ја работам, така и почнав на почетокот, но минативе години повеќе работам студиски, продукциски, а сега првпат ќе ја презентирам и во живо, значи во клубска атмосфера. Со ова парче музика го заокружуваме и ова успешно 8-о издание на The Festival. Одморете се, одспијте убаво и подгответе се за следниот предизвик на Пасворд продукција. Се гледаме во Струга на Green Beach Festival.